Ти викам Мешевски од кога возам Мондео, сите господине, господине, господине па господине. Врзи се. А да ти кажам и господине, мал зборов за ваква кола. Господине вака, господине така, господине да ти забришам шофер шајбна, вика. Одлично. Новата епизода од 1 на 1 започнува сега. Гледате 1 на 1 сезона 8. Вечерашни гости, снимателите на 1 на 1. А сега, вашиот домаќин, Жарко Димитриевски. Здраво, добродојавте, ова е многу специјална 1 на 1 епизода, уникатна 1 на 1 епизода, бидејќи не се гости ниту актери, ниту музичари, ниту спортисти, ама овие луѓе што ми се гости можат лесно да бидат и тоа, и тоа, и тоа. Впрочем, ги бива и за сите овие три работи, бога ми, за многу повеќе. Ова се снимателите не само на 1 на 1, него и на многу други емисии, спортски настани и што уште не во Македонија. Настани кои одбележале години, децении и така натаму и така натаму, ќе ни кажат некои работи за тоа ако стигнеме да направиме муавет за тоа. Само ја да прашам прво кој снима? Не, ги наместивме вака камери. Овие што снимаат, немам И ние се чудевме кој снима. Нели? Како Посебно овој што синхронизира вака. Кој дечкото ти што малаше вака? Тој ти тоа е Ѓоко. вработен Фан ти или е фан ли? ти е? Ѓоко голем фан на емисијата. За стално го гледаме. Брат, Ѓоко, да спасе, да. брат. Па знаете, вие сте били нели на сите Верен, епизоди. верен. Значи тука се почнувајќи од ваму Роберт Роџо, ќе го викам, Трајче Трале ќе го викам, Ивица ќе го викам и Игор Ѓураковски ќе го викам. Значи така е, да, нели отприлика. Како Кумен. кога се јавуваше Ѓоко за емисија, ви кажа за гости дека е или што си помисливте? Не бе. Јоко ми извозе многу јако. Многу. Вика, ќе дојдеш, вика, снимаме емисија, четвртото на пат одам, вика, не, дај, ми се јаво после 2 дена, у Значи, вторник снимаме снимаме со емисија. Жаре, ќе се договори за хонорарот ми, вика. Ти си кажеш шо е сега? Пошто ми што не ги исплаќаме снимателите? И као што доам сега, тука, така добро. Ние хонорарот го потрошивме пола надбор. Добро. Не се важи тоа. Трајче на тоа беше шарена На револуција прв ден протестите. шарена Луција со кубава камења и се кријам од канделабра, се кријам покрај канделабрата, летаат камења, ама канделабрите така барокни, со големо стакло, паѓа стакло, бегам, бетон парче од глава. Тоа не е прв пат да се повредиш на работно место, Трале. Па не. Така? Имало повеќе пати. Се случуваат работи. И од тогаш се облака вака. Да, убаво. А панцир кошула му. Па добро, да. Најдоцерен. Вториот ден идам на работа, снимам 15 метра подалеку 20, тој утиња идиотот и со камен у стомак, со бекатон. Чекај, првиот ден домавно у глава, вториот у стомак. да. А мам бе Трале. И колеги викат подалеку од мене, викат ти си магнет. Среќа што ги имавме бетите на времето. Значи, за вие што не знаете, сега како се снима. Значи, сега кога одите се снима со картички. Така, и меморија, нели, си имаат меморија, си се пуни меморијата, копи, паст, материјалот готов. Ама порано. 40 кило опрема носеше. Носевме баји опрема, самата камера не га тежеше со цела опрема околу 12 кила. Може би повеќе, може би повеќе. Ама е се Самата само камерата. Да, самата камера. Батери, кабли. И на еден таков протест Мајца не снимав носеше добро, батери. Така идеш. на меморија снимав, раскажував у телевизија после што се дешаваше. Да. Али има заштитено убо, камен не знам од кај дојде, ја погоди камерата. Го осетив на образ, убаво. Али останав читав. А камерата? Останав читава. Пошто е 12 Тоа е кила. прво нешто што прашуваше еден господин на камерата како? А ти добар си? Значи ти се враќаш од терен, нешто се случило, ти вика, кажи како е камерата. Па е битно. Дај друго дете што камера. Да. Ај кога сме кај тоа друго Види. дете. Види се да ти кажам, значи се е добро што нема такви камери. Добро. Пошто у собрание се ги користат стативите. Иначе би ги користеле камерите. Да. Би било многу лошо траш. Многу полош.
Да. По- Ма, кога гледат камериве во финансиска каски, викаш, што ги загуба направам помало со има. пластично? Добро, да, така е, така е. Викаш ново дете, како се станува снимател во Македонија? Значи нема училиште, така? Не, сега има. Има, Јас сериозно? кога станав снимател немаш. Тогаш беше многу тешко. Кај треба да се запише човек што сака да биде снимател? Факултет за драмски уметности. А драмски тој сака да биде филмска камера, нели аспирира кон... Тогаш мислам дека имаше, по мое сеќавање, мислам дека имаше одсек камера и режија. Добро, тоа го има Ама сега тоа беше отпосле. има режија како е, но добро, Не, камера си е први се друго. отворија приватните телевизии, а факултетот се отвори малце покасно. Се учеше светло, без светло да научиш да наместиш студио или терен. Нема шанси ти да пипнеш камера. Значи, така беше поставено. Се учеше со режисери, од режисери, докажани, покажани. И во рамки на Југославија порано што било, добро, не би било толку. После тоа следеше период некоја на селекција, кој како што едно друго. Пак ќе го кажам, техничкиот дел се учи се, али таа креативност едно друго, некој има повеќе, некој има помалку, кој колку се вклопил и така натака. Испадна така да останам јас во тие 11 души колку бевме таму и добри 15 години бев во ЕР. Сега кажи ја приказка. Така. Не само да кажам откако како останува, па ќе ја кажам така, приказно. откако Душите останува, иначе да работат, сите гласавме. Која душа да остане да... гласа, да. И не можеше секој да влезе во телевизија. Не гласа директорите, гласа снимателите. Класа Они си ја сниматели. знаат работата, они гласа кој со Тајно. кој како. И Драчевчан. Не е тајно лаж. Добро, не е битно како бидно, што бидно. Не е тајно, ние немаме што да криеме, кај што да отвориме. Не кажувам колку му поплатив на кумар, Така. не е битно. Али, Како не? И веќе трга Али- снимател, тоа е тоа. значи, веќе завршуваш таа обука, остануваш ти едно друго. И како почнав веќе на камера во живо и така, значи почнав одма во живо, не сакајки. Како не се? Они беа на една емисија политичка дебата, мислам нешто беше во студио. Не ми текше што беше. сериозна работа. Да, Со сериозна публика, работа, со значи се. во живо си иде. И ја од страна гледам, посматрам што како се одвива цела работа. Да. И он вика, дојди, вика, досетиш камера. Тоа уживо ти Значи, го уживо. направиш. И ја доаѓам до него. Вика, застане, овде ти е зумчето ово, знаеш, вика, тоа све едно друго, али вика да видиш како се одвива. Вика, сето ова, вика, во живо со режија, со тие работи. Добро, ти не му рече комуникација. чекај бе уживо е. Не, и сега застануваш, му верувам. Ученик, како му Значи, разпиша. Не, бе, му рекол дека ќе се монтира. И овој вика, да. И така, и он само слушалка да ми стаje на овакво и фатиш трафта низ врата. И си отидеш. И ти остануваш уживо. Останувам живо, режисерот не знае кој е на камера, ајде лево, ајде фар, вамо фар, тамо едно друго, ја, значи, мислам драчките дека ги истенчив, И стопи. ги сменија мислам после таа емисија. Ја искрено да... Чекај, што ти вика режисер? Пример, не те приметува дека си Не, по-аматерот му кажа. од претходниот што бил? Не, јас стојам, не знам што да правам. И тој ти вика, ајде сега, швенкај на другиот гостин. Откако му кажа другите камермани во студио дека новиот е, ја, добро, ајмо сад мало лево, ајде ова, Сега ајде полека, таа, покроц. идеш зум, идеш ова, и така почна. На ти кој како? јазик ти е тоа, ајмо лево? Ја, многу Така тешко. Овде титул ќе биде, нели? Многу тешко, оние почнале сниматели, ја почнав во мастер, почнав 3-4 години работа. Ти во режија? Да, и Значи ти си бил таму кај што збореме. Да. Бев таму и беше многу тешко, многу напорно, имаше голема конкуренција тогаш, 2000-та година. Јас сум помогнав нив доста. А не се приметува баш. Тогаш има посад срандеса. Слики да ќе покажат. И убаво беше, мастер беше убаво, се дружевме, сите беше. Па од кај желба за камера да фатиш? Па ме осети еден Колега. шеф. Така, добро. Да, ме зема и ја претходно идевме концерти кои снимавме, тогаш кај еден снимаше многу концерти. Ја работев на Тотал. Јас од душа чекав слушалците ми каже зумни.
И тоа значи- може у 2 сата 3 пати да Ево, зумеш. објасним, значи што значи цел Па концерт да, ти си цел концерт седиш на камера и ја држиш вака, држиш. Само И широко, и си да. седиш. И што вика Ивица се потат рацете. Да. И само ти чекаш да ти кажа. зумнеш, да, малце држиш се рот, зумни. и што вика ајде зум. Ајде камера број Шаре. 5 пример. Нека ти зум. каже отворено, него биваше до режија, па затоа го земав. Не, е така сега, не. Иначе додека бев у режија, трета смена кој бев, 20 години бев. Аха. И обично петок сум трета смена, сабота се снимаше без паника. Квизот, Квизот. без паника. Ја не чекав они да, Нежми. да, не чека они да наместат. Ја им местев. Не, без паника не беше нежми. Не, Зорица. кој беше? Не знам. кој Зорица беше. почна црношија. Сори, Не Лакукарача знам, беше не знам. нежми. Јас им местев све. Палев, местев са бајле студио, стоплено. Пале, гасев. И не кеперама не пеа. Као чом. Како чом пали газ, нормално. Ова е многу посебен трик. Ќе ставиме камилица и цела тегла мед. Ставиме внатре, абрача и дабра. За врвна релаксација и супер чувство наутро и попладне, чај со камилица и мед. Фала, тоа беше се за денес. Ај, заборев дека имаше мед во капата. Ти кажам за Нечмиса кога го спомна, кога беше атентатот нели на Киро. Нели у Ами 8 имаше бомба стајана. Така. А мене ја имав тоа време спачек и ми пролупа радилица. И ми извадим Нечми муаве, знаете ли Ѓураковски кај беше и каршера, каде бараше радилицата и тоа. Среќа го смени спачекот за бандаш. Да. Го смени спачекот за бандаш. Да. А тие бандаши отидоа кај него југа. Не бе, тоа е кумска Кој работа. бил тој будала бандаши што ти толцата? Зато, нели? Да. Бар бандаши веќе си ги возал. Викаш смени, прва, втора, трета, чекај се, сниматели кога се редовно во телевизија. Се работи по смени или се работи како е? Неделен распоред имаш, немаш. Значи се договарате секоја недела што ќе се прави наредна, да речеме. Така. И значи нема смени од типот јас Не, сум имаше како, имаше А, има? обесправени, имаше многу како не. Например, ја му кажав на Нехру како да го направи планот. Така, Нехру И шеф на ако имаше продукција некој у телевизија. проблем за смена, мене ме бараше да ми направам смена. Оставила што зборат не обесправени. Ја но ја цело време смени и сега Не, обично кога имаше нешто, он требаше на пеленица да иде. Ама не, он забори да каже една работа дека и кога се затвори, а да никој не му беше шеф Нехру, он пак го правеше планот. И ја и Трале седевме и фино му викаме кажи го ти твојот план. Пошто кај него е можеби ќе одам на пеленица, жена ми можеби сага, Тоа пеленица не што е. а викаме ќе одиш, шо е па пеленица? можеби. У 4 сабајле се прибирав од работа, у 8 ми почињаше денот и се зависи како ќе испадне или нешто така ние. Тезги, мезги. Добро бе се случува, се случува. Петарди, шестарди, Пеленица нешто. ти е се како случува. оправдание на доктор, нешто така. И цело време. Ти пишеат. Ама е, не боловани. вели. Е добро, пример утринскиве емисии. Снимателиве како ги снимаат? Си доаѓаат на утринска и после дома ли си одат? Имаше еден да за утринска. Ја почнав со утринска, кога ми извадија од мастер, Нехру. Кога ми Од извади, режијава, да, добро. ме прати први на 2 месеци во Струга со емисијата Не е битно. И Која оттам- да е? Лежалка, да. Не ти текнуваше. Да, лежалка и после тоа во утринска. И утринска сите работат тоашка нови камери 250-ки, Вие радосни? Не, они радости. Ја бетата. Ти сироти од ова големата. Значи, да, беше, научиш. значи, мора бета да поминеш. Мораш бета. Леле, супер. Мораш бета, батерии држат по 5 минути. Ми купува некој 3 батерии. Снимаме стендап во Трговски, најава. Да, најава. Многу гужва вака, поминува едно ромче, ранецот ми го собира. Но батериите нови. Ја трчам по него. А батерии на 5 години се А штото купува. го ставен да работиш? Да. Првите месеци. И ја по него го фаќам доле кај вецето, шамари тука ранецот го нема. Жени ме нагрна, гревата тепаше, роми. Абе така да се објасниме. Едино добро настана без жени што го. Што го награда? Тоа ми е тоашка мислам најави беше утринска Един Хедер пашиш беше, со него снимав во Трговски. О, да. Утрински сте работеле? Да. Да. Е како е станувањето? Кога се доаѓа, кога треба снимателов да е у студио за утринска?
Зависи сега, нас МТВ 15 за 7 почне утринска, ама си треба више 5:30-6 да видиш на работа. Се случувало Тоа еден беше од 4:30, 15 за 5. 15 за Да, 5. имавме линковски јавувања. Добро? Тоа Лука. Поздрав до Лука. Колега. Знаете што утринска е добро да е од 4:30, 15 за 5, пошто тогаш работеа кафаниве до касно. Тоест работеа. Не затвара. Да, и одиш директно на работа. Нас ни даваа коли. Се случувало? Да, ни даваа коли и ние си идевме директно на работа. Супер. Да, имавме колешки колеги во спад кој треба кого да земе. Имавме план таков. Тоа не го правеше шефот, сами си го правев. Нормално. Исто и шефовите сами ги биравме иначе. Како така? Па газдата така дозволуваше. Значи први нонста еден шеф го промаши, после стај втор Бетар го промаши. Добро, и вие вика На да крај не кога свати дека никој не ги сака шефовите дека ги промашува цело време, рече луѓе ја од сега ќе ви дадам на вас вие да си одберете шеф. Вие ќе го ставите, вие ќе го менјате. Значи сами да Првиот снимате. го ставивме, Остана. не остана. Го смиривме. Го ставивме и го смиривме. Го смиривме одма за многу кратко време. Вториот што го ставивме остана до крај. Така? Јас сум од тоаш како прв ден него. Али ни даваше слобода сами да се договориме кој кого ќе земе. И ќе го однесе на утринска. Добро. Требаше да додам за Бугарија, имавме едно Волво, многу убаво. Тоа беше купено за специјални приводи. За специјални потреби. Пошто возат многу брзо пратња и ова. И да може да ги следиме. Да. И требаше да одиме за Бугарија. И се ја возневирен, а јас сум фан на коли многу, кои ще ми значат од било што. И кажам, викам, колава е многу скапа. Тогаш не 70.000 марки кошташе. Викам, како ќе идам во Бугарија, таму ги краде од 3 минути. Кошта колава, нели? Газда вика, слушај, ти не се секирај, гледај тоа камерата твоја. Да. Остај колата, нека украдат. И кој ќе ти кажа така, ти си супер, викаш, нека ја крадат. Добро, да. Ама колегата новинар што бевме, вечерта се дотеруваме и ќе идеме во град. Со И се, волата. јас се облакам и он се облака. И треба да искочим и он вика, и ти ки искачаш? Викам, да бе, а ти не искачаш? А па камера, вика, газда, рече да не ни ја украдат. И он си остана. Да ја чува. Со коли е многу интересно ова. Иначе таа кола Извинувам еден се. дечко имаше шеќерче ставено па се Како кристализира. кажам, ова интересно за кола се враќаме од Водици. Ние ајде снимавме многу Водици за 19 јануари. Снимавме многу водици. Она настана што е, да, многу Водици. 2 пати годишно. И се сеќавме во кола код се возеше, влаче беше, зија беше, може некој од вас беше. Се враќаме за назад и кај кичево тие мед продаваат, нели? Мед да земеме. Влаче го зема. Зјавме многу повеќе, влаче зема највише зија, Да, кој 5, кој 4 све. Шо бе, медови Мед, собравте? мед, да, зјавме 15, 15, карамела. Тоа не е битно, моментот е поминува колона делегација. И сега да возиме побрзо по делегација ние. Тие летат 150, ние 150 по кичо, по кривини, по нив. Тие побрзи од нас, беше ти кола. Мислам да. Со плавиот гес бевме и кичо барикада. Нема, прекина собраке. Вие луди ли сте бе? Ве председателот до кола е бе. А вие со Hyundai Getz го Ние бркате. со Hyundai гес го бркаме, разбираш? Тоа Hyundai ја го одбрав. Многу јако Со беше. Hyundai Getz. Значи пази, тоа застана барикада на пату кичево на тоа булеварот идеме. Па вие исклучени од собраќај, и тој џандар надвор, таму, дали сте нормални? Тоа е, егам се, не исклучио со, исклучио бе. Бене, исто ме има застанато со тоа, исто, ама тогаш беше Бучковски. И ме застана и не им беше јасно како може таква кола толку брзо да иде. Да бе, мало гетче. Да, ама таа беше еден 409 коња Не знам, ти си и поколение. одеше преку 200 и ми беше нејасно како може да оди толку брзо. Со делегација и граници сме поминувале. Незабележително. Како? Така, се уклучуваш по колона, они брзат, ти брзаш. Лепенка. Тие проаѓаш. дигаат тој и ти дигаш само рака и дека сватат. Дали сваќаат? А добро, Не, примери кога ќе запрел полицаец. Да. Ја мислам дека знаеле да простат од телевизија, од она. Не сме имале никош проблем. Јас на стража ме симиња брзам за снимање сабота, заглавив со ексклузив со Филип Заглавив во петокот. Филип како се презиваше? Печески Филип, во Брисел што живее се. Заглавивме до 2 сат, сака да не тепат нешто парк, се сеќава он. Сака да не тепат, тие пијани камен беа. А другиот ден треба да снимам во Струга, во Охрид, во не е битно. Возим и со кумо го зимам со мене, што ме кум, тоа што другари ми беше, викам дај со мене, ќе дојдеш ти, да, супер викенд, дека истрам со брат ми и шивам, летам, значи, па
И на стража надоле 10 коли да пуна и тој еден џанар застанува, ме стопира. Нема душа човекот више. Човекот немаше душа што ме сопра на мене. И ја, добар ден, културно. Тој си нормален човечот. Казна вамо, тамо ако му кажаме кај да работам, ќе свија телевизијата и газда ми се и ме пушти. Ме пушти, казната ми беше да вози, кумот да вози. Тоа е друга. Тоа е казната. Смирете се. Кумот вика, седнува вози, прва кривина, застанува и брза. У 10:05 стигнав на настан во хотел. А тргнав во 8 од кисела вода. Види се да те пуштат, мораше нешто да биде интересно, иначе Мораше готов да, си. да, Иначе сум платил ја и казни, значи секогаш не Да, ме пуштат. Тоа тошка памет ми дошло, тошка си Али пак можам да кажем Господ не чувал, значи им Да. како сме возеле тоа зашто цајтнот морало да се стигне за Да, не само од лудачко возење, него од што мораш да Сега е стигаш. полесно, сега имаш камери со линкови, со линковски врски на FTP се праќа материјали едно друго. Прво не, ти мора физички да донесеш касета. Материјалот мора Па во дур да се телевизија. Ево, измонтира, да се измонтира направи оф. Моторот ти не ми го донесе. Па добро да ме се снееш. Му дава физички мотор, вика треба да се донесе, а не ми го врати. А ти физички му го даде. Тој физички испарил. Колку е битно режија? многу е битно. Режијата е Зошо, срцето. како на лаик да му Режијата и добавиш? мастерот е срцето на телевизијата. Душа на телевизијата е тоа. Че сите што работат за еден прилог, снимател, новинар, монтажер, стига до мастерот кој што се пушта програмата. А да речеме, Најбитна работа. студиска емисија, не мора да е уживо, ама ајде да речеме уживо. Па и твојата емисија. Така. И пример, добар миксер, добар режисер и лош. Што е разликата? Гледа се, на пример, Тоа е има екипа. услови. Ако имаш лоши камермани, како всака режисер нека биде миксер, ќе биде лоша емисија. Не може да се извади, а? Све треба, цел И тим обратно, треба да биде и обратно. како? И обратно. И ако треба на дете да му објасниш, како да му објасниш? Добри камермани, ако нема добри режисери и миксери, Многу емисии направи. екипа е, тоа е сум работил со нив, јас сум многу помал, многу порано почнав Да кажеш те еднаш ти, ај. Пак ќе кажам, што задоволство ми да го кажам тоа. Ама пак не изгледаш што Тоа се што да правам, тоа е. измачен. Многу концерти порано, многу концерти работевме. Многу значило видео миксерот и видео Владко Рисовски. Добро. Бајде Владко Рисовски и миксери на нашата емисија, да се пофалим. Само да кажеме дека тоа не е миксер за бетон или миксер Да, за видео миксер. за торта, него дека е Макар може и да, може би тоа знае, не се знае. осеќале. Знае кој што ќе направи, кој снимател, кој Значи, камерман, не- што ќе направи. тотално осеќал, него не му знае треба кога да режисер. те Нема те тој жаргон кажам те боцне. И Што значи да те боцне? Тоа значи пример ако има 4 камери, да. да ја боцне твоја и да те пушти во една. Значи, еден водител на дебатна емисија, овие толку беа заострени, ја скршија масава, а водителов цело време после држеше маса да се распадне. Од овие што мислам више ќе стане ќе се тепат у емисија. А вас мислите тоа, драги политичари? Да. Драги политичари. Кога ти мислиш дека очи ќе се извадат на емисија и после заврши емисијата, тоа се што се гушкат случува? и ќе идеме на пијачка. Кој е политичар? Ги има кај такви нас? моменти? Па како не? тие не се интересни. Значи Да, заврши имаше дуели. емисија, ние мислиме готово сега овие. Значи, се имаше- тема. Шо, ајде идеме вулкан на пијачка. Не, имаш Гледате 1 на 1 сезона 8, овозможено од Good Nature, најдоброто од чајникот на природата. Овие што се франшизи, да речеме, нели се работеа тука и милионери, и чуда, не знам, Сител има се или нешто едно Ко друго. работевме Има ние, полно ал- франшизи. И албански од Се. работевме и косовски. И албански и косовски се учи многу од овој тип на соработка. Знаеш не, кај што како како се таму работите? Поставени, така? Нема Нема многу. доваја продуцент од Англија или не знам од кај беше за милионер, од Англија беше со CD, со паузи, со зборење, со седење, со Библија вика они. Библија првото снимање, првата емисија се снимаше 8 сата, мислам, на милионер. Ма какви да сум 8 сата за 50 минути. Да. Се снимаше со додека не направиш како што треба да биде како што не милионер. У Библијата кој. Како што беше во Библијата. И што е многу интересно што они не оставаат никако тоа да заврши. Пример после 2 месеца ќе ти каже дај ми 50 емисија, да види како измонтирано. Значи не дека си оди сега си и оди. лезот и претходно готово. месеци беа Тоа што беа од кој си отидоа, проби, ти проби. кажа, Така е. Исто многу интересно ја Ивица бевме на тие тешки камери на 50 на 50 50 беше четврт квиз во светот, у Македонија беше доен. Да. Тоа беше многу тешко беше.
Стварно беше тешко дека се усогласиме. Нивелацијата е многу тешка на тоа. Многу е тешко. Треба да биде до Многу едноставно милиметар. изгледа, а многу е тешко. Шо беше тука, бе? Видиш, ја го водев квизот, ништо не ми Ти изгледаше водеше? тешко. Озмено водиш? Да. Шо беше тешко? Аре, седи со тие гостите кои седеа контра. Значи контра, тие има тоа- еден гостин тука, другиот позади. Секоја нивелација мора да биде до милиметар точно, до линија. До гостите позади што седеа, публиката што седеше. Гости, таа висина глави, да видат. а не се исти, А не се исти водителот по, гајле му. по раст, не се исти по габарит гости, различни луѓе, мора едни да биде- поситени, треба да дојдат исто, еднакви да дојдат по фигура, едни да дојдат, а Тоа линиите ти да е код бидат Джураковски исти. и Ивица исти да ти бидат. Да. Нема Ај, иди логика. направи. Тоа е тоа. Дени Давито и А столиците, например, да Шо бидат се по не? исто нивелација, столици. А ја и он да бидеме исти. Ко правевме милионера, се тепавме кој да биде на трендо, например. Знаеш, трендо го држиш, го бркаш него. Например, на гостинот што игра, играчот имаш графики, скачат, па ти тоа те го направиш да го швекнеш. Во Во монтажа даден не биде. момент, во даден момент, во момент, тој да, момент. да. на тренда. Или на тотал. Зум. А имаш таму добар зум, имаше, требаше да направиш добар Не зум. мораше Беше сите. на влезот, нели? На првите 5 прашања имаше. Не само Па тоа. тие кои скачат брзи прсти. Имаше еден компјутерски швенк што мораше до милиметар да биде точен, ако гутнеш 20 пати ќе се враќа назад. Да, ма тоа беше широко, ова беше да крупно беше, знаеш, ти го држиш. Слушај, а за спорт, ајде да речеме, ракомет, ајде да фатиме, што се најклучни 3-4 работи? На што Клучни највише работа, највише во што? внимание Во се кој- треба да во се кој спорт? од значи ваша перспектива. Гледај, пример, ја, например, спорта... На што има- највеќе, да речеме ракомет, на што највеќе посветуваш внимание? Ја, Или зависи како ќе те Ти стават? Не, зависи која камера се. Гледај, сега, ја, Која е пример, најтешка позиција? ќе би се погодило некојаш на тотал да ме стават и тотал обично имаше на Зукер гледаме. На визорот. Да, и сега дека одгоре си ја викам, нема А да тај Зукер главно? кога ќе зумирам нешто кога да тонам, кога да паѓам. Мене не ми е интересно тоа, јас сакам брза игра, сумирал доле на репетиција. Значи си лажал. Ја Сум мислев лажал, од да. висината дека На ти. терен. Да, буквално сакаш, јас сакам И доле после да морав бидам. ја да идам на таа. Пак. Јас сакам доле да бидам. Па не ли е Доле- лесна бета? Додека сум додека пример нели пораснав, созрев се така работи, работата во Албанија, сега идеме таму гледаш стадионов, ко прилеп, разбираш. И сега да се докаже, ја кидам таму, ја кидам вамо, и јас ќе одам под стреја. Поплави, дување, ќе превртеше камера, од кај летнеше трибина. На Албанија, Македонија. Со објектив, машал. На Албанија, Македонија. И после ми вика, бе, јас сум мокар, па ти се тепаш таму да идеш. Ај се. Не, знаеш што? Види се, значи кажа дека на спорт што треба највише да внимаваш. Например, ја треба Зависи највише што да внимавам Џураковски да не ми побегне. Зашто? Па затоа што бевме заедно доле и си се договараме, ние си се знаеме, ја треба да се качам горе, треба да се симнам доле, значи има поише одење. Чега сето тоа за време на Да, надпреваров. цело време. Тоа се прави. Просто Значи, кажа, има правилник, он беше доаѓа со пензионерска таква, не, камера, сега ќе само пазим. тоа му е и толку. Да. Сега мора да трчи на уште нешто. Значи нема тренд да се. Не. Зум. Е, тоа е Тоа е сериозна само работа. баката. Тие што се Ама, организација на УЕФА се сериозни проекти, сериозна работа, тоа нема играње. И Роџо? Ама он за да докаже дека знаел да работи на таа камера и вика ја кидам на таа горе. Оди. И викам добро, и сад јас стигнав, имаше тоа не е видливо ништо на терен, ама тоа е стрес. У моментот кога го работиш се случува значи проблеми технички било какви. Јас стигнав и таму, ама му бев лют нормално. Викам ти ми отиде, јас другиот човек не го знам, не можам да го викнам и се изгуби. Немам како да го побарам, тоа се секунди. А он качен таму, и меѓувреме пушна да врне, ама знаеш колку да врне. И мојот кумашин мене ми даде тоа да облечам, да не ме наврне. Ја на црно. А овој сиромав, А ја камера Попут- држев и за ручка да не летна водозгоре. Солидна Ти летна висина. малце се навали. по пут сиромав дека 30 беше може би толку си. намокрен, во пижами се враќаше до Скопје. На стража си се синот пишам, че ја си играше кафе. А многу, многу интересно беше Албанија и Израел. Да, па не, ние викаме го носиме детело од... Албанија и Израел. Пробува да легне у кривина. И Затоа на жандари ни рекоа да ги вадиме оние кои не вида викаат овие. Како брез Снайперисти Тоа бомбонаж. нишане, опасен надпревар. тоа нишане у навивачите. И Цело време цело со време, снайпер. цело време решание и на Вибер си пишуваме, пошто ние организирани на Вифи тамо, цел град ни е покриен. Секоја кафана знае ве вифи ова. И овој ми му викам, снимај го со снайпер. Да, снимај го ти да. Снимај го ти да. Снайпер до тебе се. Снайпер цевка од тука до Тони. Ке ти ја скршам камерата, немаат поима колку кошта една камера. И се случи таков настан, да скршат камера.
Летавме со балони. Паднавме у Батинци, у Маркова река. Види го пак седнал. Абе, што правиш, бе? Цел ден си дома, сметки уште немаш платено. Срамота, срам да ти е. Че какви сметки немам платено, да видиш како се плаќаат сега сметки, да видиш. Никој не ти платил вака сметки брзо како сега, јас што ќе ти платам тебе сметки само 3 бројчиња да платени се сите сметки, маче. Платени се, ме не ме викај платени се, само седиш дома. Што не донесеш нешто за јадење, ја цел ден да седам во кујна. Ти ми седиш во кујна цело време, како смееш ти да седиш во кујна, бе маченце, види сега како овде ќе видам, сакаш пагетчиња да земам, тортелинчиња, има спанак, има рикота, ако сакаш не. Ти знам сакаш пицичка со куленче, еве една голема фамилиарна само за тебе, една малечка за мене. Еве маченце и тоа е купено. А зима што иде? Уште јакна што си немаш купено, ќе се разболеш и после јали да те пазам. Ја да ти варам чаеви цело време, маче, проленцо. Маче, бе, па немој така да ми збориш, бе, нема да настинам, ќе си купам еве една јакничка сега, ти еве една и за тебе ќе купам сега јакничка, а и за сестрата ќе купам една дебела таква розева, знаеш дека она таква сака. Еве купено 3 јакнички, еве само 3 бројчиња, готово бе маченце купено, нема никој да ми испонастина, уште нешто да не треба. Чекай, стварно се ова направи? Да, бе, маченце, што ти на тебе? Охо, ручекот дојде, оди земи го. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто од чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Hey, I can be the answer. I'm ready to dance when the vamp up. Then when I hit that dip, get your camera. You can see even that bitch shit's the camper. In the DM, that young sister beacon. The bitch who wants to compete and I can freak fit that pump with the peep in. You know what your bitch become when her weave in. I just wanna sip that punch with your peeps in. I guess that can't get any 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 in. The same tall tale, telling I'm your mason, saying you grinding but you ain't going nowhere. No, why you procrastinating, girl? You got a lot but you just waste all yourself. They'll forget your name soon, and will nobody be doing but yourself, yeah. Кога две нешта прават нешто уште подобро. Шоко Стови Флипс. Две од оливо. Витаминка.
Прочитај повеќе. The more memories you want to keep, the lighter you need to be. And you, how far would you go? Travel lighter to go further with Be Light by Samsonite. За да ја најдеме совршената чаша, направивме 8643 чаши со 75 комбинации на материјали и 44 различни димензии. Резултатот, совршената чаша е онаа со Јо Плюс, пробиотик јогуртот од Јока. Го зајакнува имунитетот и супер го регулира варењето на храната. Размислувај природно, храни се здраво. Вниманието кон оние кои ни се најблиски е една од најскапоцените човечки вредности. Вложувајќи се и посветувајќи се максимално на секој детал, дури и најситниот. Затоа што во борбата со канцерот тие заслужуваат нашата целосна поддршка. Бидејќи нашите најблиски се оние кои го исполнуваат нашето секојдневие со скапоцени моменти. Моменти за кои вреди да се бориме. Аџи Бадем Систина, Центар за онкологија и радиотерапија. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто од чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Да можем да се вратам од детството. Безгрижно. Нема брзање, нема нервози, лабаво, само убавини. Баба ти ги ти испржи кришки, ги ти изведи јогурт, природен, од право млеко, како што нема веќе денес. За среќа има едни што прават. Јогурт, како што некогаш пиевме. Сега, може не знам како баба да ги испржам лепчињава, ама и овие бркаат работа. Не мисли природно, храни се здраво. А кој ви е некој, дали прилог, дали што сакате, на што онака сте најгорди? Не мора еден, два некој. Онака, кога се вратиш на кариерата да видиш, пример, наназад. Толку години. Репортажа за Афганистан, за наша войска. Афганистан? Да. 5 дена бев, репортажа пред. Која година? 2007, мислам, не, 4-та, 5-та, така нешто, 2004-та, 5-та. Ивица, шо ти е онака? Па имаме, што знам. Имаме патуваното. Многу не се. А на твоја некоја изработка што знаеш, онака се гордеш, ова ја го снимив. Па, например, Израел кога бев, снимав и за еден, и за Канал 5, и за МТВ, и за ТВ. За сите. Другите па си пратија другите само новинари, а бев само ја камера. Че се трудеше по различни снимки да има. Па да, принцип да. Нема да им да е сцена на другите готово. Да, али Овојдел вамо. Не, си го работиш ти и твојот новинар што ви е агендата денес. Добро, пример, таму си некој ти кажува што да снимаш или си се водиш своја камерманска интуиција? Со новинар, да, ја и новинарот си тераме, другото им даваме што сакаме и така. Ако сакаме, и така. Ти треле? Ја кажам, не можам да издавам нешто мене. Дете ако те праша сега, ти тато на шо си најгорд? Глед, дето ми вика, дето мое мало, тато вика, абе ти вика сега Шпанија ќе ја снимаш, вика да ми направиш слики од сите фудбалери у школа се фалиме. Тато као да ти ги снимам деца, вика фудбалери сега. Роналдо као да го снимам. Тоа е строго забранено, разбираш. Сите спортски надпревари што ми ги работам со последен жар ги работам и сите ми се допаѓаат, тоа ми е
Тоа ми е на број 1. И имам снимано интервју со Новак Џоковиќ и тоа ми е тие така од поголеми работи. Ти имаше трема? Па немав трема, многу глава ме болеше да кажам. Прво дури на сликите кога сум таму, фацата ми искривена што ме боли главата многу. Ај. Слушај, ако треба топ 5 најпознати луѓе што си ги снимал, е Новак, кои други? Кој други? Роджо, Бранко Црпенковски. Жаре, со Жаре пред 8 години почнавме кога бевме млади, чаршави убави, Жаре, бели фотеи. Го знаеш Жаре? Како не бе. Да. Првата 1 на 1, значи Трале е те ја снимал, па Гарант и Да, ти си на снимал. Семестев Не беше на Саем? Окис Не беше на Саем? На Саем. Не бе Окис беше бе луѓе. Окис беше бе. Окис Тегла ти беше беше режисер. Да. Тегла ти беше режисер. Некогаш забирусуваше Кујната Лево беше. Значи кога снимавме прва сезона 1 на 1, до нас имаше Кујна. И се викаше 4 сезони. Се викаше 4 сезони. Првата сезона у 4-те сезони. Првата сезона така е, мирисаше на 4 сезони. Прв гостин у прва емисија. Не бе Гарота Витјан беше. Не. Перо Антиш беше може тука негде втора. Иначе ние сме сите собрани тука стари екипи, да не се чудите. Само Ѓоко. Ето, Ѓоко, не знам Ѓоко си бил ти у првата сезона? Али Чајчева ти е жам да ти кажам. Штета гостија што ти откажаа денеска па. Да, ама добро, убава замена имавме. Гледате 1 на 1 сезона 8. Овозможено од Hell Energy Drink. Роджо, ти останав драг должен да настан. те праша. Најдраг настан ми беше со малиот, зборевме нешто која професија ќе одбере, ми рече дека некоја попаметна ќе одбере. Од ова мојава. Не се. Да, и од на мајка му, политиколог што е. Супер. Значи тоа е драг настан. Паметно дете. А сега драг, знаеш што драги настан имам многу, ќе кажам еден недраг настан, ама ми е драго што Шо е недраг? Да. Со Викса водителот. Добро. Летавме со балони. Нешто и летки се фрлаше тогаш. Ама работата беше да летаме и лето да трае кратко. Добро. А овој нашиот случај, летавме долго. И тргна, и паднавме. И малце подолго од што требаше. Да, Се малце заборави. претирав. И Падна кај Драчевски атак. близко. Дома. Си отидов. Не, кај Стафет Бишева спаднавме у Батинци, у Маркова река. Се голема река. И сега тоа што кажа за снимател, дали те фаќа паника или снимаш? Значи, у такви моменти снимаш и веројатно не полудуваш или не ти е страв само ради тоа што си влезен у тоа и го сваќаш коравата. Иначе у нормални услови ќе побудалиш, ако не знаеш што ќе ти се случи следните 2 секунди, 2 минути или 2 натака. Така да јас си го снимав настанот, паднавме у рекава, камерата бета се искрши, ама се искрши зухер, се искрши све на незе што стои, освен снимачот кој успеав да снимам со него све. Иако немаше ништо на нез. И тоа што значи материјалот дека остана жив? Да. Го имам ден денеска и никој не го видел никогаш. Абе не зези. Нити некого сум тужал за тоа, нити ништо. Имаше настан го снимавме во Охрид на стадионот Мотори. Бев среќен што не ни се случи ништо. Водител беше. Си треба да снимајќи јас, Роберт Танев и Игор Јанковски, и тој материјал не се го појави никој, знаеш. Да. Тоа беше со тебе уствари после. А ти беше да. Значи, што правевме, снимавме некој Мотори лета. 11, 1, 2 на вечер, да. Јас сам се пријавив на тоа пошто сум фан дели на мотори коли. Ти фан, овако И да рековме, некој ќе колку за да одиме и не ќе го у Скопје, снимеме. пошто Скопје не беше многу интересно да си тогаш, пошто 24 беше тој. Мене ми може многу 24 јули беше сабота, се сеќавам. Ми беше многу И драго тоа беше што пред шум да ги изгаси светло. Да, на 26 ги изгаси он. Не, ги изгаси многу порано, ама на 26 скоро се изгасија. А ние снимавме мотори. Најинтересно е што вика адреналин кој ќе мавне. Куршуми да ти летат на глава да снимаш. Да не клекнеш. Тоа не е Афганистан. Значи, не. Тоа е вакцински. Не те фаќа паника на снимање, него панично снимаш. Панично снимаш. Не, ние имавме прва обука у Македонија за да може он да иде после Афганистан обучен, разбираш? Тажно, да. Да не иде не Сите лежат спремаш. само ја будаластво, е. Смиделе на снимање без Буквално. камери. И кога клекнав, новинарот ми вика, стани бе, снима инсерти. Он е единствениот што Колку сними беа? авион гледајќи го што него сними. Да. Да имаше публика, ќе имаше аплауз. Добро, ај пред крај. Кои се трите најважни работи, тоест не? Реченици. Трите најчести Најчесто за употребени. камерманите. Кој ќе Да, знаеш што ми е најинтересно?
Секогаш, ние имавме искуство, малце работевме со фотоапарати, едно неколку години. Никој никогаш не ми рече ќе ти го скршам апаратот. Али ќе ти ја скршам камерата, секој шести му е како узречица, како дам ќе ти ја скршам камерата. Наместо добар ден ти кажеш што ме снимаш, бе? И сега Ќе ти ја скршам камерата. Пази, тотално не бите нека нит го снимаш, нит па ти треба човекот. Да. Сам се од нигде се појавува, што Не, он се си става да знае, значи. А не бите не тотално Тоа е скроз. една работа. Тоа е една работа. А втора работа, тогашниот шеф ни дозволи, ако некој ти каже ќе ти ја скршам камерата, нема да се нека тепате, се глупирате, дај му ја нека искрши и откако почнавме секој што ги рече да ти ја скршам еве ти ја натија и бега. почна да бега. А втората работа за таквите што викаат ќе ти ја скршам камерата, немаат поима колку кошта една камера. Да. И се случи таков настан, И ја да скрши скршат камера. камера. И кога му дошле да му кажат дека треба 26.000 евра да плати за камерата, молел, плачел 15 ако може, вакво, но сакам да извини Дали чичко. може ама- 15? Да. Пошто немаат појма, они мислат, а за 1000 евра ќе искршам, што има врска, разбираш. Волове, да. Али после кога ќе стигне дома Шо да плати знае дете што се 26, 26.000 сваѓа дека Значи- ќе треба подолг значи, период од својот Треба живот да поработи за да камерата. се свати, значи таква камера беше украдена 2001, односно пред 2001, однесена надвор од По Косово. држава Добро. и Беше вратена и нас. беше вратена и тоа ни ја вратија војници на НАТО. Квор ни ја Значи таков тип на камера до толку се бара и по светов и по било каде, што луѓето не се ни свесни кои ќе кажат глупост таква ќе ја скршам. А сега Дека со што какви- ги со чека какви после тоа? камери се снима се? Сега се поевтини. Така, значи може да се Баги пројде и со поевтини. нешто што е. Значи може да ја скршат камерата. Е па добро, ова е апел сега ви е Не, мајката. сега не Тоа е сакајќи ние ги кршиме. Работејќи. Почне така мало, Еј, ти. ја скршим камерата. Не, дај друго. Се е стативот поскуп така да. Ѓоко има за вас спремно Good Nature чаеви, има Фана, спремно фана. витаминки за сите. Кошули ви имаш спремно, Ѓоре гледам Даниел Кристенсен кошули и ви имаш спремно викенд во хотел Гогов да си одморите. Бидејќи ви треба напорно, нели работите и јас сакам да ви се заблагодарам овде не за гостувањето, него за тоа што еден на еден, а и сите други продукти што сте ги снимале, далеку од тоа дека ќе биле и познати, и бувамари ќе земале, и луѓе ќе ги избореле, и готвачи водители ќе станеле, и така натаму, да не сте биле вие, така да ја од моје име и од сите гледачи да ви се заблагодарам за тоа што сте наши очи и што да не сте вие ќе се останете слепи. Ѓоко, поздрав Па на Ѓоко. Ѓоко, не знам, ети, Ѓоко ви се заблагодарува. Да. Така да едно благодарам, ние си тераме и може да еден Hell Energy drink за сите да споделиме. умори. Да, само Што дај да да умори. платам со картица, ако може. Имаш Платаме. терминал Стопанска, дај ми. Сакаш да платиш? А, не, веќе почастам ја. Ова е контактлес. Да. Океј, тоа би било. Добро, пази ќе се испрскаме се. и вие. Повеќето слики ни се вака со Скоро сите. Ајде, фала на здравје и ние се гледаме, продолжуваме идната Ајде. сабота со нов еден на еден специјал. Да, тоа е тоа. Еден на еден и Савана го има токму тоа што ви треба, еден на еден летовање. Оди на 11.mk _летовање и цирни ја програмата за лудиот Кавоз. 9 ноќевања во местото каде се журка цела Европа, буквално по цели денови плюс летуваш на крв. Најубавите плажи, сериозно атрактивен аквапарк, како никаде на друго место, резервирај до 30 април. Зошто до тогаш важат големите попусти? Оди на Савана МК или на 11.mk _летовање. Зашто го сакам моето Форд Мондео? Јас како вице-премиер мора секогаш да го имам најдоброто, и затоа си го возам моето Форд Мондео. Мондео беше автомобил на годината во Македонија, а и швалирката па мене ми вика дека јас сум бил вице-премиер на годината. Еве баш се одам по неа. И жена ми. Еве, онака на работа. Стандард, досадно. Што ќе преш? Тоа е.